Наши гости во студиото на радио што се гледа се професорката по македонски јазик Билјана Тинтоска и ментор на драмската секција Слободно театарче и председателот на драмската секција Михаил Јордановски. Добре ни дојдовте. Добре ве најдовме. Пред себе ги честитаме празниците што измина и овие што доаѓаат и веруваме дека 2024 навистина беше успешна за вас и не случајно се најдовте во 13-те величествени, меѓутоа со оглед на вашата енергија се надевам дека 2025 ќе биде уште поуспешна. На почеток би го прашал Михаил што е она најважно за 2024 во драмската секција. Па 2024 беше полна со предизвици. Првично идејата да глумиме трагедија, исто така и прославувањето на 25 годишнината. Така. Најголем предизвик беше проектот со Магиепсан круг, кој што го работевме подолго време, дури и во летниот распуст. Значи 6-7 месеци секако. Така. Навистина многу публика ве виде не само во градот, туку и пошироко. Професорке, од каде тој ентузијазам сите овие 25 години? Какво е чувството и гордоста што минатата година прославивте 25 годишен јубилеј? Благодарам на прашањето. Најпрви на целата прилепска и македонска јавност и вам да ви ги честитам и изминатите и предстојните празници. И на исто така да се заблагодарам за номинацијата и ние да бидеме дел од 13 величествени. Драго ми е дека е препознат нашиот труд и дека токму еве се тоа се совпаѓа или следи после 25 годишната работа. Ентузијазмот за создавање на драмската секција се роди уште јас кога почнав да работам како млада професорка. Затоа што ја сакам глумата и исто така ја препознав љубовта спрема глумата кај децата кои што тогаш ги учев, тогашните ученици. И за патрониот празник ја основавме пред 25 години драмската секција. Името Слободно театарче следуваше подоцна нормално, како што доаѓаат генерациите се креативни и треба нешто да се обнови. Првите години, некаде десетина, настапувавме со текстови на реномирани македонски и од балкански драмски писатели како Васил Илјовски, Бранислав Нушич и нашиот Горан Стефановски. И потоа кога ни дојде Филип во драмската секција, нашиот се уште координатор и ентузијаст, кој што е моја десна рака и морам да го поздравим, да му се заблагодарам. Тогаш почнавме да работиме со наши оригинални текстови. Се занимававме претежно со комедија и цело време така ни беше поентата да го насмееме народот и нашата публика, затоа што некојаш и општо животот може да биде и сив, ама да го обоиме и не е лесно да се насмее народот кога се може би оптоварен од некои така грижи, да речеме. Меѓутоа доста успевавме со тоа низ годиниве, поминале стотици ученици и еве со задоволство сега годинава, минатава 2024 година го славевме 25-тиот роден ден. Тоа е еден четврт век работа на секцијата, поминале многу ученици, уште еве натака има голем ентузијазам. Имаме помногу заинтересирани ученици во секцијата. Минатата година рековме освен Магиепсан круг имавте уште две представи, така? Кои беа, Михаил? Сунив или Безнив, така. И за патрониот празник имавме Весело пазарче. Ти учествуваше во трите. И колку ти беше комплицирано да влезеш во различните улоги, кои улоги ги имаше? Па интересно е секогаш да си игра различни улоги. Секогаш кога толкуваш различна улога, се чувствуваш онези, осознаваш некои нови работи, како некој лик се чувствува, се однесува. Најголем предизвик беше да ја протолкувам улогата во Магиепсан круг. Така. Бидејќи си ја продавав керката. Значи беше татко кој? Да, татко кој си ја продава керката. Така. Се разбира дека и во Сонив или Безнив не дека таа улога не беше тешка. Таму која беше твојата улога? Таму бев богаташ без
без цималце срам, без вредности. Така се со пари решавав. Колку тие улоги потоа во твојот приватен живот вака те замислуваат да размислиш за некои теми што ни се случуваат во секојдневието? Па некои гледишта многу ми ги променуваат и гледам како некои и ги осознавам некои луѓе по спрема улогите ги групирам некако ги ги осознавам карактеристиките. Така. Сигурно дека работата во драмската секција и тебе и на сите твои соученици влијае врз вашиот развој и не случајно од други ученици кои се сега деветоделенци слушнав дека ќе се запишат токму во така нареченото медицинско, односно во средното општинско Ѓорче Петров, токму заради драмската секција. Професорке, како ви звучи ова? Јас секогаш често знам да кажам дека навистина греф е кога ќе видиш ке децата, кога ќе препознаеш талент и да не работиш со нив. Значи децата се полни со креативност и само треба ти малку да ја подпалиш, да ја поттикнеш, да ја подземеш креативноста и ќе добиеш феноменални резултати. Значи нема никогаш проблем со децата. И тоа е во контекст на она дека навистина многу деца се запишуваат и пред се и за драмската секција и тоа е добро за нашето училиште. Ние ќе продолжиме понатаму да работиме и еден вид и реклама за успешноста и на училиштето како училиште, затоа што имаме многу и интересни занимања, струки, меѓутоа и работиме со деца. Па однадвор како ние некој како што го следи, што ја следи вашата работа однадвор, се гледа таа активност и навистина е добра реклама, но како изгледаше тоа на вашиот почеток? Дали имавте поддршка од колегите? Дали учениците покажуваа желба и дали ни сите овие 25 години имаше видливост вашата работа? Уште од почетокот нашето појавување во училиштето беше проследено со забележителноста на својот настап и талентот на учениците. Тие ученици сега имаат над 40 години, тие се за мене се уште деца, меѓутоа тие кој ќе некој ако слушне ќе знае кои биле членови на драмската секција и имав голема поддршка и од колегите, од тогашниот директор покојниот Бранко Лашковски и од сите наредни, значи досега сме учествувале на многу настани, сме земали награди секогаш од директорите и од колегите, кога требало децата да бидат ослободени, никаков проблем немало. Јас им се заблагодарувам, значи на сите цело време во овие 25 години, кои што беа рамо до рамо со нас и ја поддржуваат и уште ја поддржуваат нашата работа. Прекрасно е да се слушне. И ни се верна публика. Прекрасно е да се слушне дека тоа во континуитет е професорите не пропуштаат да дојдат на нашите представи со задоволство и по 2 пати доаѓаат некогаш. Така. Михаил, ти си сега 4-та година, го заокружуваш своето средно образование и планираш да се запишиш на медицински факултет. Што ќе понесеш како најдраг спомен и од училиштето, меѓутоа особено од драмската секција? Што е најважно за тебе од учеството во Слободно театарче? Па самодовербата, пријателствата и социјализацијата. Значи, колку ми помогна да се социјализирам, да направам нови пријателства, да бидам опуштен кога ќе разговарам, да разговарам со самодоверба, значи да си имам свој јас, да не се стремам од никого што ќе ми кажеш, да не се пазам што ќе кажам. Тоа е прекрасно, а после разговорот ќе ви раскажам една анегдота за еден познат наш пејач, кому драмската секција навистина му го сменила животот и односот кон јазикот. Но за крај ќе ве запрашам дали ја погледнавте анкетата, дали гласавте или за кого би гласале од предложените? Ја погледнавме анкетата и нормално за себе би гласале. Тоа е логично да се поддржиме. Да, меѓутоа сите кандидати се заслужни, бидејќи ние ги следиме сите културни настани во Прилеп и сме фанови на се добро што се случува во градот и сме поддржувачи, исто и на личностите, така. Сите што се... Имате можеби некој фаворит? Јас за Иле гласав од Волчевски, да. Значи се поддржува драмските трупи во градот. Прекрасно. Ви благодарам, ви посакувам успешна 2025-та, а вие почитувани гледачи и слушатели, одете на анкетата и дајте го гласот за Слободно театарче. Ви благодариме.